Белиот песјак. Белиот песјак беше син на најнескротливата и најхрабра волчица во Клондике. Една група индијанци го најде во шумата и го одгледа како куче за влечење санки, но на крајот му го дадоа на еден човек познат како убавецот Смит, кој воопшто не беше убав. Всушност, човекот не ни сакаше животни, па ги тепаше кучињата и ги тренираше за нелегални борби со кучиња кои му носеа многу пари од обложување. На почетокот, белиот песјак беше пресилен за сите своји противници, а еднаш совлада дури и рис. Меѓутоа, еден ден, Смит реши да го стави во ринг со еден страшен булдог. Набиеното куче речиси и да не реагираше на секавичните напади на брзиот волк, но штом еднаш го зграбчи белиот песјак за вратот, неговите вилици се приклештија како железна стапица. Беше невозможно да се ослободи од загризот на булдогот, кој никако не попушташе. Волкот беше задушен и ги испушташе последните здивови додека возбудената толпа ги одвојуваше оплозите и го бодреше неговиот соперник. Во тој момент помина еден младич со чисто лице, облечен во скапи алишта. Трогнат од глетката, тој се фрли врз булдогот и со голем напор успеа да му ја отвори вилицата и да го ослободи речиси мртвиот бел песјак. Убавецот Смит веднаш се вмеша. Еј, волкот е мој. Веќе не. Еве земи $150. Сега е мој, му одговори непознатиот младич. Но Смит, кој заработуваше многу од облози, му одврати. Не го продавам, тоа е мое право, како и на секој друг човек. Ти не си човек, ти си ѕвер, му вратил ладнокрвно младичот, кој се викаше Видон Скот, па го крена белиот песјак во рацете и се упати дома. Благодарение на негата на Скот, белиот песјак целосно закрепна. Но тортурата од Смит толку го закорави, што волкот не му веруваше на младичот. Еднаш, кога се обиде да го погали, белиот песјак дури го гризна за раката, плашејќи се дека младичот ќе го повреди. Меѓутоа, Видон го засака волкот и реши да му даде уште една шанса. Како што минуваа дните, белиот песјак се обиде да го контролира својот инстинкт и му дозволуваше на младичот да му се доближи се повеќе и повеќе. Кога конечно свати дека е навистина безбеден со него, волкот почна да го сака и да се грижи за него. Сепак, еден тажен ден, Видон мораше да се качи на параброд и да се врати назад во Калифорнија. Не можеш да дојдеш со мене, не си создаден за живот во град, се обиде да му објасни на белиот песјак додека заминуваше. Меѓутоа, за да не биде разделен од својот стопан, волкот избега од куќата во која Видон го остави и го стигне на пристаништето. Тогаш младичот веќе немаше храброст да го напушти и реши да го земе со себе. За жал, само што пристигнаа, Видон свати дека неговата одлука беше избрзана. И мајка му и татко му, судијата Скот, постојано му повторуваа дека белиот песјак е волк и не е навикнат да биде во друштво на луѓе. Повеќе пати, животното покажа агресивно однесување кон семејството на Видон и кон другите кучиња во куќата. Женка бордер коли, која се викаше Коли, и англискиот род наречен Дик. Една вечер, додека сите спиеа, белиот песјак слушна некакви звуци. И намириса мирис на странец. Некој провали во куќата. Тоа беше Джим Кол, опасен одметник кој порано бил осуден од судијата Скот, а сега се врати парајќи одмазда. Волкот не залаја. Наместо тоа, исто како што беше навикнат во тундрата Клондике, го темнеше провалникот. Како да беше зајак кој треба да се улови. Сосема нечујно, белиот песјак се прикраде зад него
на почетокот на скалите кои ходеа кон спалните соби. Само што го вида како зачекорува на првото скалило, му се нафрли и го нападна од загрб, соборувајќи го на подот. Потоа, со сета жестина за која беше способен, почна да се бори со него, гризејќи му ги рацете и нозете. Но Хол беше вооружен, па во жарот на борбата истрела неколку пати од својот револвер и го погоди белиот песјак, ранувајќи го. Разбудени од вредбата, Гидон и татко му се стрчаа надолу по скалите со своите револвери в рака, но не мораа да ги употребат и провалникот и волкот лежаа на подот. Првиот онесвестен, а вториот на умирање. Брзо, повикајте ветеринар, викна судијата Скот. Застрелан е со 3 куршуми, има скршеница на задните ноза, а и неколку ребра му се исто така скршени. Шансите да преживее се 1:1000, им кажа ветеринарот откако го оперираше белиот песек. Сакам да ги добија најдобрата нега и лекови, без оглед на цената, рече судијата. За среќа, волкот беше силен и за кусо време успеа да закрепне. Од тогаш, секој член од семејството на судијата Скот го сакаше безусловно, особено Коли, со која белиот песјак наскоро основаше и семејство. За повеќе интересни приказни, бајки и сказни, како и за поддршка и подобрување на каналот, ве молам стиснете subscribe.